Агенцијата за вработување на Македонија објави јавен повик до невработените лица со минимум средно образование над 29 години за програмата Поддршка за самовработување со грант. Заинтересираните лица за учество во програмата може да аплицираат до 3 јули годинава. До 22 беше јавен повик, имаше 28 апликации. А веднаш наредниот ден на 23 има дупло 47 и сега гледам дека има интерес од тој што сакат. Што добиват невработени лица од овој грант? Сите невработени лица кои имаат бизнис идеја да отворат собствен бизнис слободно од понеделник 22 до 3.7 да дојдат да аплицираат кај нас. Ќе пополнат прашалник тие сами. Пријава, изјава, еден дел прашалник ќе се пополни заедно со службени лица тука. Прашалникот оваа година е многу транспарентен. Тоа е двојазично, бираш сам. Дали сакаш македонски, дали сакаш албански. Сам ќе одговараш од тој, по тој ќе се прави рангирање таму во Скопје, што има експертна комисија за ценење на тој кој понатаму ќе продолжи. Овие не су паре, буквално паре да се дава. Ова е паре се материјал или репроматеријал од тој што треба, опрема што треба да се набави. И тој се прави со фактура. Сега ќе ви кажам целата постапка како иде, да биде интересни за странки и за сите. Прво доаѓа кај нас, што е прва фаза, пријава. Пополнува изјава. Тој автоматски кај нас изгледа во систем. Пополна сам прашалник странка. После од тој се прави група од таму кој е пројден, кој е на резерва и кој чека на се овој. После доаѓа наред обука, кој е 4 дана. Заедно со Инова се организира тој. Значи тоа е Инова, знаете што е. Инова е тој порано што беше агенција за сега агенција за иновација, научно-технолошки и развој и предприемништво. Сега е сменето таму. По Инова тоа е по англиска терминологија. И после тој се прави бизнис план. Многу е добро тој да се тој да е успешен бизнис план. У бизнис план да е успешен и таму се спецификација ќе се пише што треба да набави невработено лице за да ги донесе после профактури. Кад се прави, има експертска комисија таму што е формирана страна на влада. Што ми беше мене чест, бевме 19 и 20 и у еден состанок таму у Скопје. 2 дана имавме работна група и ги дефиниравме до негде како може да, што побрзо да искачеме усрзот на невработени лица. Кад се оцени таму бизнис план дека е успешен, ќе се финализира кој од овие што имат аплицирано дека ќе добијат грант. Ќе повикаме ние и ќе ги пратиме да отворат фирми. Да се правно лице да се отвара, да добие печат, да е вработен на свој фирма и ние правиме договор меѓу досегашниот невработено лице сега веќе е фирмаш и агенција за вработување. По правење договор странката е задолжена 15 дана да донесе профактури кај нас. Кај координатор на мерка се реализира профактура, однесе се у банку таму се отвара траен налог, наменска сметка и се враќа кај нас. Ние бараме средства и средства се плаќат на нима и веднаш се прати паре кај тој добувувач што е набавено рома, а добувачот крајно тој е обврзан да му дава фактура и спратница и странката треба да оди у банка да земе извод на банка да приложи кај нас дека е примена пари и веднаш му се пребацене кај добувачот крај. Тој и од сега натаму странката е обврзана да плаќа 24 месеца придонеси. Ние мора тој. Ние пратиме електронски и теренски. Ја да ви кажам право искрено, јас сакам да сум искрен право мој народ. И кажам дека ја веќе формирав екипи да се заврши овој. Ја од лани све тие што се аплицираа, ја искачам утерен со мои колеги и тие сами проверуваме дали е таман роба што е набавена да се провери. Нема веќе тој отвори затвори фирма. А ова година стрикно е најмалку треба да има средно образование. Лани се беше со основно. Значи најмалку странката да аплицира кај нас, зборувам за мерката самовработување, треба да има средно образование, да е пријавен како активен барател на работа, да има пополнат профил и ИПВ и да иде да се пријави.